Со инвестиција од околу 12 милиони евра, целосно реконструирана и опремена болницата 8 септември во Скопје, во заедничка реализација меѓу владата и компанијата ТАФ. Проектот опфаќа целосна обнова на оперативниот блок, одделот за интензивна нега, административните простории, патологија и клиничката лабораторија, како и комплетна реконструкција на кровната конструкција. Во рамки на инвестицијата се поставени фотоволтаични панели, со што значително се подобрува енергетската ефикасност на објектот. Вице-премиерот Александар Николовски истакна дека проектот е реализиран со искористување на околу 15 милиони евра, неангажирани средства од концесискиот договор со ТАФ за аеродромите, кои биле пренасочени во здравствениот сектор. Тој нагласи дека идејата за инвестицијата произлегла по консултации во владата, со цел средствата да се вложат во проект што ќе има долгорочна корист за граѓаните. На увид во реконструираната болница присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски, представници од владата, Министерството за здравство и ТАФ. Николовски оцени дека со реконструкцијата граѓаните добиваат една од најмодерните болници во државата, нагласувајќи дека 8 септември е клучна здравствена институција каде секојдневно се лекуваат пациенти од целата земја. Тој додаде дека целта е пациентите да добијат најдобри услови за лекување, а медицинскиот персонал современи услови за работа, со што болницата станува еден од најзначајните здравствени капацитети во државата. Секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност и одделението за сајбер безбедност во рамки на МВР алармираат за зачестена појава на измамнички пораки испратени од странски телефонски број, со кои граѓаните се доведуваат во заблуда дека имаат регистриран сообраќајен прекршок. Според соопштението, непознати сторители испраќаат SMS пораки од бројот плюс 639 606 963 624, во кој се наведува дека корисникот има неплатена казна, при што се приложува линк кон лажна веб страница, која имитира официјален портал на МВР. По отворање на линкот, граѓаните се насочуваат да внесат регистарска табличка, пошто се прикажува фиктивен прекршок и се бара плаќање од околу 1500 денари со платежна картичка. Властите предупредуваат дека целта е кражба на лични и финансиски податоци. Од МВР нагласуваат дека станува збор за фишинг и измама, апелираат граѓаните да не отвораат сомнителни линкови, да не внесуваат податоци од платежни картички, да не одговараат на вакви пораки, кои доаѓаат од непроверени извори. Посебно се потенцира дека официјалните институции не испраќаат ваков тип на пораки, со барање за итна уплата преку линкови, дека секој сомнителен случај треба да се пријави. Властите дополнително апелираат до правните субјекти да бидат внимателни со прикачени линкови и документи од непознати испраќачи, со цел да се избегнат финансиски и безбедносни последици. Унгарија официјално доби нова влада по конститутивната седница на парламентот, на која за премиер беше избран Петер Маѓар. Изборот доаѓа по парламентарните избори одржани на 12 април, кои го означија крајот на долгогодишното владење на Виктор Орбан. Новата влада, составена од 16 ресори, беше официјализирана со полагање заклетва пред парламентот, како и со подпишување свечени изјави од страна на министрите. Председателот на државата Тамаш Шујок предходно им ги врачи акредитивните писма на новите членови на владата. Премиерот Маѓар изјави дека неговата влада ќе работи во интерес на сите граѓани, дека ќе служи на нацијата, а не на премиерот, нагласувајќи дека приоритет ќе бидат реформите и враќањето на довербата во институциите. Посебно внимание привлекува назначувањето на Анита Орбан за министерка за надворешни работи, која важи една од клучните фигури во партијата ТИСА. Политичките тензии остануваат високи откако премиерот Маѓар упати остри критики кон председателот Шујок, обвинувајќи го дека делува политички пристрасно. Во објава на социјалните мрежи тој порача дека новата влада нема намера да учествува во протоколарни активности со него, што дополнително ја нагласува политичката поделба во земјата. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Украина моментално се наоѓа во најдобра позиција во последните неколку години, нагласувајќи напредок на бојното поле и за јакната поддршка од меѓународните партнери. Тој се заблагодари на европските сојузници по состанокот на советниците за национална безбедност, на кој се дискутирало за развој на европски антибалистички системи и создавање поширока противбалистичка коалиција. На состанокот учествувале 13 земји, како и представници од кабинетот на генералниот секретар на НАТО, што Зеленски го оцени како важен чекор за европската безбедност.
Украинскиот председател нагласи дека позицијата на Украина е подобрена и на фронтот и преку развој на капацитети за далечинско действување, како и преку заеднички активности со партнерите. Тој истакна дека отпорноста на Украина се базира на меѓународните сојузи, додавајќи дека нема отпорност во изолација и дека соработката е клучна за успех. Главната цел на Украина, според Зеленски, останува зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет, при што тој порача дека земјата нема да се откаже од својата територија. Додаде дека Киев истовремено работи со партнерите за отворање пат кон дипломатско решение и долгорочен мир, нагласувајќи дека Украина ќе продолжи да ја брани својата независност. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Во попладневните часови наместа ќе има услови за развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер. Температурите ќе бидат во паѓање.